Одлуката на Министерството за земјоделие да им ги надоместува платите на овчарите само на стопанствата силно ги разочара сточарите поединци. Сметаат дека се прави голема неправда која дополнително ќе ги зголеми разликите и исплатливоста на работењето во оваа гранка. Дискриминирачки и нас не рачунат, значи, како сточари. Еве, јас имам 500 овци, 550 овци, значи, и јас плаќам исто овчар. 1 до 20 овчари мора да плаќам. И те не разочарувачки према нас. До сега и они имаа по 300 евра и плаќаа овчарите. Мислам, државата и плаќаше до 300 евра, мислам. А сега шом ќе ги исполни целата плата. Значи, уште поубаво е за ние. Фактички ние да ги продаваме, више нема што да ги чуваме. Повод за реакцијата е големиот дефицит на овчари во државата, но и високите плати кои им се нудат, а кои за сточарите се огромен проблем. Нема се јагмето сега намали сената. Млекото така и доле добро, ама јагмето е многу ефтино оде. Јагмето не е скапо, лани по-скапо бе, 200 динари килото бе. И оваа година зема по 140, 150, така се продаде. Но нема заплаќање овчарите. Инаку во регионот се одгледуваат близу 127.000 овци и за нив се ангажирани околу 400 до 500 овчари. Тенденцијата е бројот на овци да се намалува, но уште полошо за сточарите е што цената на откупот на млекото и на јагнињата е исклучително варијабилна и нив секогаш ги притиска неизвестноста на рентабилното работење. Инаку помошта што ја нуди државата за стопанствата е неповратна и се доделува во соодност: едно вработено лице на 150 овци, едно вработено лице на 50 кози и едно вработено лице на 50 говеда. Бројот на вработени лица за која е исплатена поддршката треба да биде ист во период од најмалку една година пред годината за која е исплатена поддршката. Но според критериумот, максималниот износ на средства е до 300.000 денари по лице за не повеќе од 20 вработени. За над 10 вработени лица, помошта се намалува за 50%. Информираат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Но на пари од државата може да се надеваат само стопанствата. Сточарите поединци и понатаму ќе крпат како знаат и умеат.